Розите и другите цвеќиња како и растителен материјал ги украсуваат така наречените парадни плути, кои се прикажуваат во градови, организации и компании, и тоа во неколку американски држави, вклучувајќи ја и Луизијана. Секој запис има свој фокус, а сето тоа е поврзано со темата на парадата, поинаков агол. Една плута наречена "Нема место како дома" содржи ликови од класичната книга и филмот на волшебникот од Оз. Тоа го нагласува бездомништвото во Лос Анџелес и она што една организација, Фондацијата за здравствена заштита за СИДА, прави напори за да помогне. Запис пак од групата Донирај живот поттикнува донации на органи. Реджина Мо го загуби својот 5-годишен син Иван во сообраќајна несреќа. Нашето семејство тогаш се соочи со тешка одлука за донирање органи. Секако јас знаев дека има друга мајка некаде која се моли за чудо за своето дете. Донираните органи на Иван спаси уште 3 деца. Рикардо Ортега доби бубрек и матични клетки од жив дарител, неговата сестра Јадија. Во 2021 ми рекоа дека со сестра ми имаме 100% совпаѓање. Коледжот Клермонт Меккена во близина на Лос Анџелес го имаше својот прв настап на парадата оваа година, финансиран од алумни за да ја прослави својата историја од повеќе од 75 години во настан што се гледа низ целиот свет на телевизија. Кога размислувавме за најдобрите начини да ја почитуваме нашата традиција и историја, помисливме да ги споделиме со светот и со 100 милиони гледачи. Дипломираниот Брусе Петерсон од 1973 година сега е пензионер и ја исполни целта на животот да помогне да се подготви за парадата на розите. Цел живот велев. Еден ден ќе одам да помогнам во поставувањето на плути со цвеќиња. И тоа се случи. Парадата е шарен спектакл во умерената Калифорнија, во време кога голем дел од северната хемисфера е покриен со снег. Помина речиси една година во изработка. Ќе се обидеме да ја направиме околу месец април, ќе започнеме со тест обично околу јуни или јули. Последната недела од декември пристигнаа волонтери. Волонтерката Дебра Сатлс дојде од Кентаки. Едноставно уживам. Јас сакам компанијата. Јас сакам работата. Волонтерката Шери Терел чувствува дека е дел од нешто големо. Сакам да гледам кога се прави и потоа кога доаѓа на улица се чувствувам како да сум дел од тоа, дел од таа историја. Тука секоја година се прави историја.